Откупот на грозето е на прагот. Каква е ситуацијата со лозарството и винарството? Предстечено состојба. Алармантна. Од причини што лозарите се оправдано незадоволни. Затоа што со години се случувале некои работи кои што не треба да се случуват. И таа недоверба према лозарските здруженија, према винариите, па и према владата, мислам дека е оправдан. Од тие причини треба да се ревидираат стратегијата за развој на лозарството, законот за вино, подхитно тоа да се направи. И таков е ставот. И нас, како Сојуз на републичките здруженија на лозаропроизводителите, и во разговорот со министерот за земјоделие и неговиот став е тие. Во овој период, че го почитуваме законот и сите законски акти што произлегуваат од него, а во наредниот период, веднаш по завршувањето на откупот на грозето, да се отпочне со јавна расправа за да се отстранат сите аномалии и во стратегијата за развој на лозарство и во законот за вино. Во моментот објавени се од страна на Министерството за земјоделие производните цени зголемени за 25%. Тие цени што ги имаме 18,30 денари за Смедеревката и 20,80 денари за Врањецот се утврдени од независна институција. Таа методологија и таа независна институција, составена од научни работници, ние треба да ги почитуваме, без разлика дали сме задоволни или не сме задоволни. Мораме да ги почитуваме тие цени. Изјавата на министерот, а и нашите барања беа на тие производни цени кои што се направени за шеќерни единици, односно за технолошка зрелост на Смедеревката од 18 шеќерни единици и Врањецот од 19 шеќерни единици, зголемени треба да бидат за шеќерот што го содржи откупеното грозје. Односно, во член 17 од Закон за вино точно е наведено дека откупот се врши според шеќерни единици. Ако ние како лозаропроизводители ги почитуваме овие цени и не коментираме дали сме задоволни или не сме задоволни, наше ќе остане. Би требало и винарските визи да го почитуваат тоа. Само така, со почитување на законот, ова година е прва година за примена на овој закон, треба сите да собериме сили, да го испочитуваме законот, а веднаш по завршувањето на откупот истиот да се ревидира и да се извршат сите промени на тој закон.